Македонија и во 2025 година останува заробена во зоната на висока корупција. Со 40 поени од можни 100, земјата не бележи никакво реално подобрување на индексот на перцепција на корупцијата на Transparency International, иако формално се искачи 4 места погоре. Напредокот во рангирањето сепак не е резултат на реформи, туку на падот на други земји што лани биле подобро пласирани. Формално сме позиционирани 4 места подобро на ранг листата од минатата година и сега ја заземаме 84-та позиција. Ова подобрување покажува дека минатата година во борбата против корупцијата ни одело подобро од 4 други држави. Фактот дека резултатот е идентичен со минатогодишниот јасно покажува дека борбата против корупцијата стагнира, а Македонија веќе втора година поред не успева да направи исчекор од долготрајниот просек од околу 40 поени. Клучните системски проблеми и понатаму остануваат неуспешните и недовршени реформи во судството и обвинителството кои не успеваат да обезбедат ефикасен, независен и одговорен правосуден систем. Сликата не е пооптимистичка ниту во регионот. Албанија е на 91-то место со 39 поени. Србија падна на 116-та позиција со 33 поени, а Босна и Херцеговина е 109-та со 34 поени. Косово, иако е подобро пласирано од Македонија, на 76-то место, исто така бележи пат и има 43 поени. Црна Гора останува релативно најдобро рангирана во непосредното опкружување со 46 поени и 65-то место, без промена во однос на лани. Овие податоци укажуваат дека борбата против корупцијата стагнира во целиот регион, па дури и во Словенија и Унгарија.